целта на здружувањето на локалните музеи е на некој начин една кауза за равноправен третман на локалните музеи заедно со останатите музејски институции во нашата држава, истовремено потикнување на довршување на процесот на децентрализација на културата, деметрополизација на културата, деконцентрација на кадрите во културата, значи нешто што е напишано согласно македонските стратешки документи на Министерството за култура, предвидено во некои од законските решенија на Министерството за култура, меѓутоа до крај не изведено. Најпрвен, она што ја инициира потребата од формирање на мрежата е неравноправниот статус на двата музеи кои што се членови на мрежата, тоа се Градскиот музеј од Крива Паланка и Музејот Теракота од Виница, кои што се музеи кои што се основани и финансирани целосно од своите општини. Понатаму 6 други музеи во мрежата се финансираат со блок дотација од централниот буџет, а сите останати национални музеи се финансираат директно од централниот буџет и токму тие се на некој начин фаворизирани бидејќи поголем дел од буџетот за култура предвиден во програмите за заштита на недвижно културно наследство и музејска дејност одат кон националните музејски установи. Сметаме дека во нашата држава треба да има само неколку национални установи. Во музејската дејност сето останато треба да иде на локално ниво, меѓутоа ние се залагаме за промена на моделот на финансирање, кој што е клучно при таа трансформација. Моделот на финансирање го предвидуваме да биде тоа со некаква формула и со некаков рамноправен, односно статистички, како да кажем, статистички избалансиран модел кој што ќе се финансира од централниот буџет кон општините одредена блок дотација или воопштена блок дотација за култура и за заштита на културното наследство. Тие го разбираат нашето барање, подобри одредени состојби кои што се однесуваат на програмата, годишната програма за финансирање на културата. Тука на некој начин локалните установи, не само музејските, се фаворизирани во однос на останатите буџетски корисници. И оваа година истата таа тенденција се задржа, меѓутоа она што е разбирање од една страна треба се преточи на повисоко ниво, а тоа се највисоките национални органи да донесат законски решенија кои што ќе ги задоволат нашите барања. Најпрвен тие се дел од системот за заштита на културно наследство, што е многу важно. Они исполнуваат одредени законски услови, но од друга страна имаат и законски обврски да го штитат и да го чуваат и презентираат културното наследство. Од друга страна, за самата локална заедница, една музејска установа значи многу, бидејќи ја презентира локалната култура, локалната традиција и локалната историја. Знаете дека најголемите културни активности во градот ги финансира токму општината и мислам дека општина Крива Паланка е добар пример како се имплементира и културата и културните активности, од друга страна како се заштитува културното наследство. Сметаме дека и во следниот период треба исто така тоа да продолжи во таа насока.